Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Неверојатни 4,2 милиони евра, според наши информации, ќе ги чини граѓаните увозот на електрична енергија. 4,2 милиони евра ќе платиме сите ние, граѓаните, за струја што се увезува за период од 2 недели. Поточно од 7 јануари до 22 јануари. Представниците на власта во Елем не смеат да ги кријат овие информации од јавност. Граѓаните треба да знаат дека доколку работеше рек Битола, доколку работеше ТЕЦ Осломе, доколку работеше ТЕЦ Неготино, оваа зима во најголемите студови на минус 20, Републиката немаше да биде под ризик да остане без електрична енергија. Ова што ни се случува деновиве ги открива сите криминални политики на оваа власт во заминување. Македонија е оставена без доволно количина на електрична енергија произведена дома и без реални инвестиции во домашните енергетски капацитети. Се поставува прашањето: до кога граѓаните ќе плаќаат по 4 милиони евра на секој 2 недели? Што ако студот продолжи до крајот на зимата? Срамно, безобразно, несовесно од страна на менаџментот на Елем е да не убедува дека снегот што ќе се стопи напролет ќе не спаси од ново покачување на електричната енергија. Од тие причини потребно е итно да се формира нова влада на Република Македонија која што ќе води реални политики. Како што се обврзавме пред граѓаните, ќе ги активираме сите домашни енергетски капацитети. Мора да ги искористиме природните ресурси. Граѓаните на Македонија следната зима да не стравуваат дека ќе останат на свеки, без грејење, на студ. Повторувам, бараме, апелираме да почне со штедење наместо со осветлување на објекти и споменици. Увезената електрична енергија е прескапа во овој момент за ваков тип на луксус. Ви благодарам.